Здраво, ова е 50-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Devil and Father Amort на Вилијам Фридкин, во кој станува збор за свештеникот Габриеле Аморт, основач на Интернационалната асоциација на екзорцисти, кој го изведува својот 9-ти екзорцизам врз една италијанка. Дозволата да го улови чинот на камера ја има исклучиво режисерот Вилијам Фридкин, кој опремен само со еден фотоапарат се наоѓа затекнат насреде изведбата на едно истерување на ѓаволот, кое се разликува од неговата екранизација на книжевното дело The Exorcist на Вилијам Питер Блати, затоа што нема целосна контрола врз неговите протагонисти пред камерата. Процедуралниот потфат на изведување на самиот свештеник изгледа како зафат на доктор кој оперира врз пациент без анестезија. Режисерот има набавено карта во еден правец за нурнување во мрачните предели на човечката психоза, која успева да ја улови на камера, наликувајќи на мношто квази реални екзорцизми кои сме навикнати да ги гледаме додека струјат на интернет. Девојката, именувана како Кристина, од учтива и примерна архитектка, по неколку изговорени молитви на свештеникот паѓа во транс и говори неартикулирано и се движи некохерентно, не баре некој друг идентитет закосподарил со незиното тело. Иако Фридкин приоѓа на материјалот како убеден поданик на идејата за постоењето на сили кои не можеме да ги објасниме со нашиот рационален мозок, без да го негира нивното постоење, фактот што снимениот материјал го прикажува на експерти на полето на неврохирургијата и психологијата, му дава научен осврт на самиот снимен чин, со засебна анализа и анамнеза од страна на научниците кои се согласуваат дека религиозното убедување, кое го имаат инволвираните во избавувачкиот чин, има пресудна улога во одигрувањето на дадените улоги на учесниците во ритуалот, во очливи кај најразлични култури и традиции широм светот. Консултирањето со засебен свештеник, кој не е инволвиран во случајот, само ја зголемува должната почит која ја има Фридкин кон свештеникот Аморт и неговите дела, за кои нема доволно аргументирани биографски чинители, поврзани со екзорцизмите, наспроти личните согледи и ставови, со кои гледачите би ја комплетирале сликата за борецот против душевното зло. Иако добре дојден е хуморот на свештеникот, кој пред ритуалот се подсмева со носителите на злото со гестикулација, која не ја порекнува неговата сериозна убеденост кон применетата пракса на Божиото Слово. Филмскиот великан Вилијам Фридкин, кој го има режирано прирачникот за снимање на хорор филмови со запоседнати ликови од надприродни сили, на врвот на својата кариера по дотогашниот миленик на публиката трилерот The French Connection, го шокира светот со сега веќе култниот Екзорцист во 1973 година. По снимањето на овој филм никогаш повеќе нема да го допре својот естетски врв, ниту преполните киносали, посебно по ревијалната неуспешност на следбеникот Sorcerer и прекрасните филмови кои следуваат во неговата неправедно занемарена кариера, како Cruising, The Guardian, To Live and Die in LA, Jade, Rules of Engagement и ТВ адаптацијата на 12 Angry Men. Помеѓу последните одлични играни филмови Bug од 2006 година и Killer Joe во 2011, секојаш се обседнувал со одредени идеи кои ги работел во документаристичка форма, затоа што само така би можел да ја долови автентичноста и посветеноста на неговите субјекти, како што е The Painter's Voice и сегашното навраќање на неговата лична обсесија, која го мотивирала да верува во проектот The Exorcist, ликот и делото на свештеникот Аморт и неговата животна определба да се бори со силите на злото кои се наоѓаат во луѓето. Гери Лева, монтажерот на овој филм, е почитувач на делото на генерацијата на автори како Фридкин и соодветен да го секвенционира, сече и лепи овој негов страствен проект, со оглед на тоа што и самиот знае кога еден документарец станува повторлив и досаден за гледачкото око и колку може да се отстапи простор во нурнувањето на приватниот чин како што е самиот екзорцизам. Кристофер Роуз ја работи стравичната музика која ја засилува атмосферата на овој филм. Уште една мистерија се повлекува во поглед на снимениот звук, односно мутираниот глас кој излегува од обседнатата девојка која гровта и скрима како да е дел од некој black death metal бенд, односно дали е манипулиран незиниот глас или се дере девојката од незината диафрагма. Но тоа е една од многуте мистерии за кои Фридкин ниту поставува прашања, ниту ни дава одговор.
Неголемиот проблем на филмот е тоа што нема човек кому му е толку примамлива оваа проблематика колку на самиот режисер, кој цел свој живот ја брка во својата филмска поетика, но не верувам дека и во овој временски редуциран филм ќе воодушеви и го задржи вниманието на некој гледач повеќе отколку што тоа го има направено со револуционерниот The Exorcist, кој е составен дел од колективното несвесно. Беспотребно е овој филм да се води како засебно целовечерно издание, кога наместо тоа по соодветно место ќе најде како бонус додаток на некој иден Blu-ray диск на The Exorcist, баш поради неговата исилена должина и, според мене, дефицит на нова фактографија која ќе го прикаже екзорцизмот во ново светло. Најголемиот пропуст на Фридкин е тоа што не ја понел камерата кога бил договорен да се сретне насама со запоследнатата девојка по неуспешниот екзорцизам и принудени сме да му веруваме на неговиот збор, не баре ова Мондо Кане на Фридкин е некое модерно усмено предание кое ќе прерасне во уште еден симулакрум на митот. Пред да се смести на американските стриминг сервиси, филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, во непосредна близина до местата кај што ватиканските свештеници се опремуваат со крстови, света вода и Божиот збор во борба против нечестивите сили кои запоседнале половина милион италијанци. Иако станува збор за издание со недоволно компоненти за да се нарече рафиниран исчекор напред во поглед на мрачните предели на човечката психа, документарниот филм ја евидентира убеденоста на луѓето во борбата помеѓу доброто и злото и екстремите до кои се подготвени да одат, само за да ја вратат целосната контрола врз сопственото тело. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Devil and Father Amorth од мене има 3 од 5. Ова беше последното издание од првата сезона на емисијата Видеологија со Златко Ѓелевски, посветена на анализирањето на актуелните светски филмски остварувања. Голема благодарност до сите гледачи на емисијата кои потрошија дел од своето слободно време да ги погледнат помнодените 6 часа на филмска критика. Нема да ја изневерам вашата поддршка, доделена со кликнувањето на линковите на овој канал и со негов subscribe. Се гледаме со нов репертоар во наредната сезона. Доколку ви се допадна 50-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!